Здраво, драги гледачи, добродојавте во емисијата Супер Звезда. Поздрав од мене, ви мафтам јас, ви мафтаат и супер звездичките. Сите заедно собрани на ова прекрасно место каде што сме биле неколку пати до сега. Но денеска дојде повторно редот да дојдем и да ја посетиме оваа прекрасна фирма која што се вика како, дечиња? Повторно дојдовме денеска во Геопром со една специјална мисија да откриеме нешто што многу ќе ги интересира не само дечињата, туку пред се и нивните родители. Сега прво да ве прашам, знаете ли вие за фирмата Геопром нешто? Да. Позната ли е фирмата Геопром? Да. А ја сакате ли вие фирмата Геопром? Да. Зошто е тоа така? Зошто? Што има овдека, например? Знаеш ли ти, Злато, кои, например, производи може да се најдат овде? Бубхен. Бубхен, така е. Производите Бубхен, оние кои што се рекламираат во Супер Звезда, подочно најдобрата колекција не само за бебиња, туку за деца, па и за мајки и татковци. За сите оние кои што сакаат кожата да им биде нежна и мазна, треба да користат каква колекција? Колекцијата Бубхен. Ете така, но Геопром не се познати само на полето на трговијата, туку од неодамна Геопром стартуваше значи со својата фармацевска куќа која што се вика Геофарм. Денеска дојдовме токму не за да ја посетиме, да го видиме новото чудо од Геопром, значи кој што се наоѓа токму тука во градот Скопје, да видите значи нешто што го има во светските метрополи, а од неодамна Геопром го донесе и овдека кај нас. Одиме да ја видиме значи новата фармацевска куќа која што се вика Геофарм. Останете со нас во следните 60 минути, ви ветуваме дека ќе имате емисија во која што сите заедно ќе уживаме. Пак нежи може да нашите драги гледачи. 3-4, тргнуваме. За оние кои малку подоцна се вклучија, Супер Звездите денеска се специјални гости во фирмата Геопром. До мене се наоѓа мојот денешен прв соговорник, тоа е Маја, која работи како фармацевт овде. Маја, здраво живо и добро ден дојде во Супер Звезда, како си? Супер, фала, добро ве најдов. Мило ми е што сте тука во Геопром. Исто и на нас ни е драго што сме гости во нашата најомилена фирма. Ми интересира, значи, кажавме дека ти си фармацевт. Што поточно се подразбира под тоа фармацевт? Кои луѓе се фармацевти? Фармацевти се луѓе кои што се занимаваат со лекови. И дали е тоа убава работа? Тоа е многу убава работа. Најчесто фармацевти каде значи може да работат? Каде ги среќаваме нив? Па најчесто ги наоѓаме во аптеките. Тие ни издаваат лекови, значи и не советуваат како најубаво и најдобро да го примениме лекот без да има некои несакани дејства. Така, сега ме интересира од каде ти како фармацевт дојде да работиш тука во Геопром? Па јас како фармацевт овде додов да работам заради тоа што Геопром почна да работи сопствено производство, а производството на фармацевски препарати е една многу убава работа, една хумана работа. Заради тоа решив да дојдам овде да работам. Значи ти како фармацевт сега работиш во новиот сектор на Геопром. Што подочно е твојата работа во Геофарм? Мојата работа во Геофарм е формулација на нови производи. Значи ние прво ги следиме светските трендови што се на страна, на запад, новините во лекувањето, новините во фармацијата, како и новините во исхраната. Па сето тоа го вклопуваме во еден нов производ и го произведуваме овдека кај нас. Имаме некои производи овде како што се наоѓаат на страна, да поидеме да ги погледнеме. Може, Маја? Ајде да ги видиме. Еве се наоѓаме сега кај производите да видиме, Маја, зашто подочно станува збор, значи кои се тие производи кои што се дел од колекцијата на Геофарм? Нашите производи се пред се производи на природна база, фаќаат витаминчиња за мајки и татковци, за баби и дедовци, како и за дечиња. Понатаму се така доаѓаат по добро познатиот пивски квасец во таблетки и во капсули, многу богат со Б витамини. Имаме производи на природна база од алоe вера. Понатаму имаме производи за слабење, брустицата ни исто така за здрав циркулаторен систем, како и производи за спортисти. Сега овде имаме едни многу интересни производи, омега-3+, кој што е за здрав кардиоваскуларен систем. Тука ни е исто така и маслото од ајкула, кој што е многу добро за имунитет. Понатаму мајките многу добро го знаат јаболковиот оцет за слабење и колострумот за имунитет исто така. А наваму доаѓаме до производи исто, но меѓутоа во поголема доза на омега јадаркат, омега-3, 6 и 9 за здрав кардиоваскуларен систем и нервен систем и L-карнитинот кој што сите многу добро го знаеме, кој што ни помага да слабееме. А најпознат и најдобар производ моментално е сирупчето Доктор Лео. Тоа е ова, значи сирупчето Доктор Лео, кое што е каков препарат? Тоа е препарат мултивитамински, но меѓутоа со вклопени во него и минерали
кои што се витамини веќе во природна, во нативна форма за организмот на дечињата да може многу убаво да ги искористи. Колку има витамини, колку има минерали ова сируп? 11 витамини и 7 минерали, што го прави да биде комплетен за дневните потреби на дечињата. Но меѓутоа за витамините и за минералите имаме една многу добра докторка која што може да ни каже се за нив. Па тоа ќе биде нашиот следен гост и тоаш, драги гледачи, да видиме значи што ќе кажат докторите за витамините и минералите, колку се тие битни за здравјето на дечињата. Ќе направиме мала пауза, а веднаш потоа се враќаме во разговор со нашиот доктор. Во оваа емисија, драги гледачи, супер заедите се специјални ексклузивни гости во фирмата Геопром. Овдека имаме специјална ексклузивна можност да разговараме со една прекрасна особа, а тоа е нашата докторка која што ќе ни објасни некои работи кои што се интересни како за дечињата, така и за нивните родители. Станува збор за доктор Ирена Чакаларовска. Добар ден, Ирена, и добро ни дојде во Супер звезда, како си? Добар ден, мило ми е, па фала, добро си. Еве сега конечно се најдовме овде во дружба со дечиња, кој твојата работа е секојдневно да бидеш и да другаруваш со нив, бидејќи работиш во Институтот за белодробни заболувања кај децата Козле, така ли е? Да. Убаво ли е чувството кога му се помага на дете како доктор? Како доктор да му се помогне на дете, чувството е прекрасно и нешто што е незаменливо. Ајде сега да поразговараме малку за тоа, значи како дечињата се разболуваат, дали треба да пијат витамини, минерали, колку тие помагаат кај дечињата. Едноставно, имаме ли ние некои прашања вака спремни, супер заедички, ајде да видам. Кој ќе опостави првото прашање? Еве оваа женска овде. Злато, повели, кој е твоето прашање за доктор Ирена? Јас се викам Елена и сакам да прашам што се тоа витамини. Прекрасно прашање, Елена. Супер, да видиме. Доктор Ирена, што се тоа витамини и дали тие им се потребни на децата? Па витамините се едни органски материи кои што се наоѓаат во минимални количини во организмот, кои што се внесуваат преку храната или како суплементи, ама кои што се многу битни во развојот и растот на детскиот организам. Можеме да ги поделиме во два типа, оние што се раствораат во вода и што се раствораат во масти, а инаку имињата им потекнуваат од азбуката. Значи секој витамин си има свое име според азбучниот редослед. Ги има повеќе, така да ако почнеме од првиот витамин или витаминот А, наречен ретинол, тоа е всушност пигмент во ретината, така наречените може поголемите дечиња знаат и одопсин и родопсин, кој што е одговорен за видот во ноќни услови, во мрак, го има и во структурата на коските и забите, значи неговиот недостаток би предизвикал проблеми со видот, проблеми со интегритетот на кожата, така да добро е децата да го примаат овој витамин А. Втората буква поред Б, значи постојат витамини од групата на Б комплекс. Тоа се поголема група на витамини, биохемиски активни материи кои што учествуваат во многу сложени процеси на клеточниот метаболизам, секој си има своја функција. Например, недостаток на витамин B1 на првиот предизвикува една болест бери-бери, B2 или рибофлавинот исто така одговорен за видот, меѓутоа адаптацијата на окото во услови на светлина, B6 витаминот или пиридоксинот одговорен за функцијата на нервниот систем, особено периферниот нервен систем, B12 витаминот кој стимулира во апсорпцијата на материите во желудникот. Третата буква С, витаминот С или аскорбинската киселина, тој има огромна улога во одржување на интегритетот на внатрешната средина на клетката, познат антиоксиданс, така што негов недостаток предизвикува поголеми проблеми, значи намалување на имунитетот, забавен раст кај децата, ако е ексцесивен недостатокот предизвикува крварење од непсата, така наречена болест скорбут. Дел од улогите се докажани, а дел се уште се непознаници во медицината. И сега, например, да ги прашам вака дечињата, вие сте пиеле некојаш витамин С? Да, ја не пиеше и ти витамин С, да, сите пиеме витамин С. И што ни викаат дома? Каде има витамин С, значи вака, ако го немаме во таблета, што треба да исцедиме? Лимон, портокал, во банана имаме витамин С? Има, ама многу малку. Многу малку, иначе лимонот има најмногу. Лимонот има најмногу, да. Значи, го кажавме сега витаминот С и сега доаѓа мојата буква, витамин Д. Д, кој што има исто така огромна улога во метаболизмот, односно апсорпцијата и депонирањето на минералите, калциум и фосфор во коските и со тоа овозможува нормален раст и развој на децата.
Ако недостасува витамин D кај возрастните, зборуваме за болест остеомалација или остеопороза, а кај децата болеста се нарекува рахитис. Значи многу битен, кај нас постои и закон со кој што децата мораат да примаат, децата до 1 година, капки витамин D, за да се овозможи нормален раст и развој на скелетниот систем на детето. Некако беше тоа поврзано некако и со сонцето, со сончевата светлина, ние преку сонцето го добиваме. Тоа е пред формата на витаминот D, го има во кожата, така што преку сончевата светлина се врши биохемиска трансформација и како активна форма на витамин D, тој си ги врши функциите сложени во организмот што ги има, значи нормален развиток и нормална структура на коските. Сега кога немаме сонце, кога нема сонце, значи стварањето на активната форма на витамин D е мала, многу мала во трагови, така што децата, особено до 1 година, редовно го примаат во како терапија АД капки, а поголемите дечиња го пијат било како перли, рибино масло со цел да се надокнади недостатокот заради немањето на сончева светлина. Еве претпоставам дека суперцезите обожаваат рибино масло, така сакате рибино масло? Да. Пиеле, да, има некој кој сака рибино масло да видам, кој не сака рибино масло да видам. А значи има и такви што сакаат, има и такви што не сакаат. Значи тој со така малку интересен вкус. Па поспецифичен вкус. Така, следниот витамин, витаминот Е, кој што е антиоксидант, одговорен за функцијата на нервниот систем, функцијата на мускулниот систем, исто така структурата на кожата, значи повеќе функции има, и витаминот К, кој што е витамин растворлив во масти и кој што е составен дел на протромбинот, тоа е еден фактор кој што е фактор на коагулација, значи фактор на збрукчување на крвта. Недостаток на овој витамин би предизвикал слабо зарастување на раните или крварење во организмот. Значи сите овие витамини кои што ви кажавме се апсолутно неопходни за нормален и правилен развој. Сите се апсолутно неопходни, иако ги има во мали количини и се примаат во мали количини, значи не зборуваме за килограми, зборуваме за милиграми, меѓутоа сите имаат огромна и незаменлива улога во метаболизмот на клетката и на организмот во целина. Благодарам, еден голем аплауз за докторката сакам, бидејќи детално ни информира за витамините и за нивното значење. Сега одиме да го видиме следното прашање. Оваа девојка овдека сака да праша. Повели Злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Сара Таневска и моето прашање за докторка Ирина е што се тоа минерали? Минералите се слично нешто на витамините или нешто сосема различно? Минералите се различни од витамините, значи витамините беа органски состојки кои што се наоѓаат во минимални количини во организмот, а минералите се неоргански состојки кои што исто така се наоѓаат во минимални количини, некои се викаат и елементи во трагови во организмот, меѓутоа се тие кои што го формираат метаболизмот на една клетка. Например, ако почнеме од натриумот и калиумот, тие регулираат така наречената осмоларна рамнотежа во организмот, значи рамнотежата на водата и на другите елементи. Калиумот исто така е битен и во функцијата на пренесување на нервните импулси, во срцевата функција. Значи тие има во мали количини, количини во трагови, меѓутоа се есенцијални за формирање на метаболизмот и растот и развојот кај децата. Благодарам, доктор, ке кажете ми сега дали ние воопшто би можеле да постоиме без тие витамини и минерали? Не, никако не би можеле да постоиме заради тоа што, како што и претходно реков, тие се елементите од кои што се составува, од кои што функционира организмот, од кои што едноставно ние живееме и постоиме. Кажете ми, доколку некој ги има повеќе или доколку некој ги има помалку, ќе има ли промена или некаков проблем со нашиот организам и со имунитетот на човекот и на детето? Секако дека постојат случаи, макар да ретки, единствено во тераписки дози, да се доведе да и се има витамини и минерали повеќе одреден вид, повеќе од тоа отколку што треба, и сигурно дека тоа си има своји различни последици. Недостатокот на витамини и минерали е почест од денешната неправилна исхрана и недоволно внесување на оние што се битни преку нормалната свежа исхрана, така да предизвикуваат како пореметување на физичкиот развој кај децата, така и пореметувања во имунолошкиот статус. Значи, децата се поподложни на разболувања, на разни инфекции, така да тоа се основните проблеми. Благодарам. Одиме сега да видиме следното прашање, ќе го постави оваа женска тука. Повели Злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Ива и сакам да прашам доктор Ирена зашто децата најчесто се разболуваат. Фала Ива на прекрасното прашање. Доктор Ирена, кажете ми зошто сега децата најчесто се разболуваат?
Па, постојат разлики помеѓу организмот на возрастниот и на детето. Разликите се како во физичкиот раст, така и во имунолошкиот статус. Имунолошкиот статус кај децата е незрел, недоволно зрел, значи организмот се уште нема створено доволно јака и доволно добра отпорност кон нападот од сите оние вируси и бактерии кои што ги има во околината. Така да тоа е основната причина зашто децата повеќе се разболуваат и почесто се разболуваат од возрастните. А друга причина е исто така тоа што детскиот организам значи се наоѓа во постојан раст и развиток и таа промена бара се поголема потреба на различни хранливи материи, како што се и витамини и минерали меѓу другите, кои што ќе овозможат подобра заштита на организмот на детето од инфекциите. Значи, како што детето расте, така неговата потреба од зрелост на имунолошкиот систем и материи, тој имунолошки систем да се изгради, стануваат се поголеми и поголеми. Кажете ми за крај, има ли нешто што ќе им го препорачате и на дечињата и на родителите да го прават за да го чуваат своето здравје? Па нормално прво да се чуваат од инфекции, значи многу да не бидат во контакт со болни дечиња во оние групирани средини, друго да бидат почесто на чист воздух, трето да јадат здрава храна и четврто нормално да ги примаат витамините и минералите во доволни количини пропишани од Светска здравствена организација. Јас ви благодарам многу што бевте наш денесен гостин и се надевам ќе се видиме и во некоја од следните прилики. Благодарам и на вас. Фала и на вас, а ние ќе направиме сега кратка пауза, а веднаш потоа се враќаме повторно овдека во Геопром со нашата емисија и нашиот нов соговорник. За оние кои подоцна се вклучија, во оваа емисија суперзедите се специјални ексклузивни гости во фирмата Геопром. По оваа емисија имаме ексклузивна и специјална шанса да разговараме со собственикот на фирмата Геопром, а тоа е господинот Мирослав Ѓоргиевски. Здраво живо и добро ни дојдовте во Суперзвезда. Како сте, господин Мирослав? Јас сум супер, добро ни дојдовте и прво е да ги поздравам сите куклички овде што се дојдува кај нас и кукли. Знаете, кога вие ќе ни дојдете овде е празник во нашата организација, така да во нашата организација сепак сакаме нешто ново да ви представиме. Како што растат вашиве деца, значи вашиве звезди, така и нашата организација на некој начин расте и мило ќе ми биде да ви представиме на некој начин дел од нашата организација. Нашата денешна посета во фирмата Геопром е исто така поврзана со фармацевскиот сектор, кој што веќе неколку години функционира под капа на вашата фирма. Ме интересира што е најново што се случува во Геофарм во последно време. Тоа е на некој начин сега да ви објаснам. Значи до сега Геопром имаше собствено производство и производи. И тие производи беа како джинејџер. Сега, најново што веќе го правиме, комплетно менуваме нашата програма и ребрендирање правиме на комплетно, таа програма што и до сега ја имавме, а тоа е Геофарм. Геофарм е неодамна роден како нов бренд и тој се случува баш овде во фирмата Геопром во делот каде што се произведуваат фармацевските производи. Комплетно ребрендирање на нашата програма. Ке имаме два бренда, едниот джинејџер ќе си остане што ќе биде за помаркетите, Геофарм исклучиво е за фармацевските куќи. Така, ние денеска ќе имаме ексклузивна можност и шанса да влеземе и да видиме каде се произведуваат сите овие фармацевски продукти на фирмата Геопром. Тука ли се случува тоа? Тука се случува, меѓутоа знаете дека во нашата фирма ние сепак сме сертифицирани и со ИСО и со ХЦЦП и работиме по високи норми, по GMP норми од нашето Министерство за здравство, така да мора некои процедури и вашиве дечиња да ги запазат како и вие. Така да ќе идеме внатре, меѓутоа имаме некои процедури што мораме прво да ги запазиме. Без разлика кој да е, мора да се испочитуваат процедурите кои што се пропишани со закон. Да. Тоа што подразбира поточно? Тоа подразбира дека буквално кога некој доаѓа, обично и не се дава кој знае колку посети за да имам натре. Ви даваме во процедурата како некој не е тоа подседник, него е буквално прашалник што вие гарантирате со тој потпис што ќе го ставите дека е одговорност од ваша страна дека сте здрав и дека не внесувате некој клиц или некој другите, меѓутоа за тоа и ние ќе ве заштитиме и плюс. Така. Понатака продолжува процедурата со облекување на специјални униформи? Да, токму така, затоа што сите вработени исклучиво влезот во внатрешниот дел се само за вработени, други немаат пристапност натре и си ги имаат процедурите кои буквално на некој начин представуваат тоа, дезинфицирање, мијење специјално, облакање на специјални униформи, тоа е за буквално секојдневно или дали некој ќе искочи или не, тоа мора да се менува.
Па јас предлагам да тргнеме тогаш ако сме сите спремни. Јас би сакал и така да на некој начин и децата да ги запознаеме и да видат буквално стварно како тече производството кај нас. Ете така, да видиме каде и како се произведуваат фармацевски производи, а едноставно процедурата почнува од каде? Од овде. Од овде. Тргнуваме, драги гледачи, а вие доаѓате со нас. Одиме внатре. Еве се наоѓаме пред вратата пред која што пишува забранет влез. Кој е начинот на кој што може овде да ни се дозволи пристап? Само вработените имаат своји картици, кои со својата картица имаат шифра и со таа шифра веќе може да се влезе во едниот дел од производствениот оддел. Така, ја ставивме шифрата, картичката ни помина, вратата се отвори. Влегуваме внатре. Одиме. Откако ја поминавме пропишаната процедура, каде дојдовме, господин Мирослав? Сега веќе тука сме во делот кај што се врши производство. Во процесот кај што е производство само влагаат стручни лица што се. Така да ние ќе бидеме во делот каде што се гледа делот производството и кај што ни е магазинскиот дел за производството, карантинот за влезни сировини, карантин за готови производи, буквално и овој дел е дел од производството. Тука почнува буквално на некој начин со дотурот на сировини во производствениот дел. И оние сировини кои што понатака се употребуваат во производството стојат во екстремно стерилни и чисти услови. Нормално мора да биде тоа така. Не само тоа, тука имаме еден дел кај што се делот од сировините, гледате и сами, имаме карантин за сировини. Што тоа знам дека одма ќе прачате. Карантинот за сировина е тоа што прво кога ни доаѓаат сировините овде, ги даваме на анализа, иако добиваме со сертификат, откога ќе добиеме од Републички завод, дека се направени и дека се анализите во ред, тек тогаш ние ги пуштаме во производствениот дел. Иначе порано нема шанси. Тоа е процес што буквално на некој начин мора да се почитува и ние го почитуваме. Максимална безбедност. Ајде да видиме каде се наоѓа карантинот за сировини. Дечки, ајде да поидеме таму, да видиме каде сировините чекаат пред воопшто да бидат пуштени во било каква процедура. Ајде да ги видиме. Еве тука се наоѓаме пред карантинот за сировини, овде чекаат сировините пред да бидат пуштени. Сите сировини се испитуваат? Сите. Без исклучок, сите сировини, иако ви реков имаат и сертификат, све ние ги даваме во Републички завод и ќе приметите дека на било кој пакети има црвена, оваш картон се пишува за идентификација, има една зелена етикета. Тоа значи дека е веќе контролирано и усогласено. Тоа си прави технологот тука што е фармацевтот и буквално мора од кој ќе дојдат од анализа, она прави дека е усогласено, дека е контролирано, од тука се враќа во магазинскиот дел, од магазинскиот дел веќе ни иде во производството. Сега имаме едно прашање да видиме кој ќе го постави. Ево оваа женска овде, повели Злата. Здраво, јас сум Ана Марија Таневска и моето прашање е од што се прават фармацевските производи? Прекрасно прашање, да видиме од какви се суровини се прават овие производи. Зависи сега за кој препарат и како е. Бидејќи ние имаме недека околу 38 препарати што се веќе во процес на производство, така да само едино што можам да кажам дека сите препарати се од билно потекло. На природна база се
И сигурно дека ќе прашат некои дечињата во што се пакуваат или како се пакуваат, значи ние имаме дел од производите што се во капсули и сакам да ви истакнам дека сега е најново нешто што добивме, значи подпишавме договор со една реномирана фабрика каде и капсулите ни се произведени од целулоза. Значи комплетно нашиот производ е на природна база. Значи 100% природа, на кое е место ако не одека во Геопром, во производите на Геофарм. Да, токму така, значи брендот со што сега го правиме буквално е 100% е природна база. И на некој начин имаме дел се што сега ќе ги регистрираме, буквално тие се значи хербални лекови. Благодарам. Следното прашање ќе го постави овој шизик овде. Здраво, јас сум Давид, сакам да прашам зашто е овде поладно од другите места. Браво бе, Давид, ти си Давид, па едва те познав, бе, леле, како си бе, ти си бил, браво. Зошто е овде, господин Мирослав, поладно од другите делови во вашата фирма? Овде не е поладно, меѓутоа тука не дека околу 16 степени, што температурата во овој дел на магазинот е од 14 до 16, па некогаш и 17 степени. Лете, зимо, значи таа е константна температура. Значи има и температура, има и хигиенски услови пропишани и се е онака испочитувано до максимум. Да, токму така. Се наоѓаме баш во таа стерилна зона овде на фирмата Геопром, каде што ексклузивно имаме денеска шанса да бидеме гости со супер двојите. Ќе поставиме уште едно прашање. Ајде, Злато, повели, кажи кој е твоето прашање. Јас се викам Симона Георгиевска, јас сакам да прашам во што се пакуваат производите. Прекрасно прашање. Значи, во што се пакуваат вашите производи? Дали само во капсули или има и некои други форми и облици? Значи, ние сега формите ни се во капсули, повеќе видови капсули, а после тоа ќе ви покажеме тука, значи, откога ги наполниме капсулите, веќе имаме каде што во блистер пакување ги пакуваме. Порано ни беа, значи, во посебни пластични шишиња, меѓутоа сега ви имаме најнова технологија, така да комплетно е во блистер пакување. Ајде да видиме, значи, каде е сега пакувањето. Пакувањето, прво ќе видиме, значи, како е производствениот дел, значи, каде се полнат капсулите, како на некој начин оно што не прашавте за сировината, затоа што ви реков за било кој производ, фармацевтот, технологот, значи, треба да дае формула или формулација или било како, значи, па тоа треба да се измиксира, па откога ќе се измиксира, треба да се капсулира, па потоа треба да се исполира и на крајот веќе иде да се изблистира. Не било толку едноставно, јас како што мислам. Ја мислам дека не, за некој изгледа дека е така, меѓутоа не. А затоа кога ви кажувме дека буквално се наши производи, затоа ви кажуваме, значи, формулациите се буквално на нашите фармацевтски технолози. Ајде да видиме, значи, сега целиот производствен процес, каде почнува и како завршува. Да, ајде да видиме. Одиме на тоа место. Еве, драги гледачи, Ива сега има едно прекрасно прашање. Ива, кој беше твоето прашање, Злато? Зошто е тука црвена трака, а тука е жолта трака? Стварно, некој од дечината приметили има, овде каде што стоиме има црвена трака. Што значи тоа, господин Мирослав? Значи, тоа е црвена зона или забранета зона. Значи, во оваа зона е исклучува забранета за други лица. Жолтата зона, значи, каде што ние се движиме, веќе се движиме по жолта зона. Значи, тоа е кај што е дозволена зона за движење. Меѓутоа, во црвената зона е строго забранета, исклучува само за вработените. Значи, затоа е така и обележено е, значи. Овде ние никако не може да влеземе? Не. Сега ако земе да ме молиме едно 5 минути, ќе не пуштите? Не верувам ни Маја дека ќе ја пушти. Ни 15 минути, ни половина час? Не. Ни едно молење не помага. Не, нема тоа. Значи овдека има само норми и процедури по кои што може да се влезе, бидејќи како што каже и фармацевтот, Маја, ние и самите не сме свесни кој што од нас што се носи на него, така да мора максимално производството да биде заштитено и да биде на највисок степен на хигиена и стандарди кои што се пропишани со закон. Меѓутоа и максимално и ние внимаваме со тоа што ви реков дека бидејќи и стварно сме сертифицирани веќе трета година ние како сме сертифицирани со ИСО и ХЦЦП и тоа ТИФ од Германија, ние сепак одбравме од најреноминирана куќа и најскапа на некој начин. Значи буквално сертифицирањето иако не оптеретува, веќе оваа година ни со ресертификација. Може би некои се уште не се ни сертифицирани, а ние веќе имаме ресертификација. После секоја трета година следи ресертификација. Ајде сега да видиме, значи процесот на производство почнува како и завршува како. Значи, како што кажавме, од кога сировината, технологот, секој сабале им даде како налог што и кога како треба да го направи, мора прво да се измиксира. Откога ќе се измиксира, значи во процесот на миксирање се знае и временски колку треба и како треба, потоа се иде на капсулирање. Значи, во машината се капсулира, значи тамо сировината кога е измиксирана, се става во силосот за сировина, се капсулира и после тоа, откога ќе се искапсулира, идеме на контролирање на капсулите и
на некој начин ние ги викаме како гланцање или полирање на капсулите. Откако тоа ќе се направи, веќе идеме во другиот простор, значи за блистирање. Тоа ни е одвоена веќе просторија од производствениот дел. Сега што е ова што го гледаме во моментов, господин Мирослав? Овде, откако све ќе се направи, значи ќе се исполира и веќе тука се става во машината за блистирање и самата машина после автоматски си ги блистира и веќе тоа и најхигиенски и најбезведно и направено како што треба. На крајот после останува во кутија да се стават и да искачат на нашиот пазар. Меѓутоа не искача тука, она што ви го кажав и во првенствениот дел, значи кај што имавме карантин за сировина. Сега тука имаме карантин за готови производи. Значи сега повторно ние, значи во карантинот за готови производи, веќе даваме повторно во Републички завод, значи онde да ги контролираат и после тоа имаме уште еден магазин доле каде што се пуштаат во магазинот и може да идат во продажба. Цела процедура е тоа. Благодарам. Ме интересира колку луѓе од прилика работат во еден производствен процес. Во производствениот процес ни се буквално 5 луѓе. Значи тоа е доволно што треба, не ги рачунам тука фармацевтите, технолозите кои директно се вклучени, некои исклучиво кои се во производството. Така, без магационери, без фармацевти, без све. А иначе кога ќе собереме се на се колку луѓе денеска има во Геопром? 20 луѓе. Браво да сте живи и здрави. Значи кога дојавме пред 5 години овдека беше фирма со 5 работени, сега има веќе 20, значи гледаме дека до година ќе бидат и 30, ако не. Здравје. Значи се надеваме ние тоа, ние буквално на некој начин, како ви реков, како и ваши дечиња што растат, така и нашиот дел расте. Како се вработени, значи не само што имаме тука фармацевти, значи ние имаме и доктори кај нас вработено, кои на некој начин ни служат за маркетинг или за нашите производи кои треба да ги одицираат или фармацевтите или докторите. Благодарам што ни овозможивте денес да дојдеме и да го видиме ова чудо на сите овие современи технологии собрани на едно место и да видиме значи каде и како се прават овие фармацевски продукти што ретко може да се види и сретне во Македонија. Па целта на некој начин е наша за да ви покажеме и буквално и вие и на некој начин и дечињата да се едуцираат и стварно да видат дека и во Македонија има производи кои што се произведуваат, меѓутоа со висок квалитет. Благодарам, а сега ќе направиме кратка пауза, веднаш потоа се враќаме повторно во Геопром да се навратиме на она првобитно за што правевме разговор, а тоа е детскиот сироп Доктор Лео, кој што е еден прекрасен мултивитамински продукт за дечиња кој што помага за нивното здравје и за по-добар имунитет кај децата, па дури кај возрастните. Ќе направиме пауза, веднаш потоа ќе ви откриеме уште некои тајни за Доктор Лео кои што не сте ги знаеле до сега. Како што претходно најавивме во овој блок, ќе разговараме малку повеќе за новиот производ на фирмата Геопром, а тоа е производот Доктор Лео. До мене се наоѓа повторно директорот и собственикот на фирмата Геопром, а тоа е господинот Мирослав Георгиевски. Господин Мирослав, како се роди Доктор Лео? Значи, ако се сеќавате, минатата Супер звезда разговаравме нешто дека во нашиот програм покрај ова колекција, значи за бебиња што имаме и за дечиња вупшенот, дека сакавме нешто да направиме на нашиот пазар некое сирупче, меѓутоа сирупче кој што ќе биде и што ќе ги задоволува не само сите стандарди на некој начин, меѓутоа и да ги има сите оние неопходни витамини и минерали што им се потребни на дечињата. И нашите технолози, значи нашите фармацевти во нашава куќа работева, мислам дека подолго време, со тоа што од кога ја направива формулацијата како да изгледа, ние тоа го дадовме во Австрија и буквално 8 месеца ни беше на тестирање, значи во Австрија, реномирана куќа која што има и работи по таа агилен технологија. Меѓутоа јас сакам да ви истакнам дека на нашиот пазар имаше претежно за од 3 години да се даваат сирупчиња на дечиња. Значи, ретко каде што има сирупче од година дена. И ние, значи, кога тоа го работевме со цел, значи, да имаме од првата година да може на дечињата, значи, да се даваат сирупчиња со сите неопходни делови. Во нашето сирупче ќе видите дека има и една друга скала. Меѓутоа таа скала, значи покрај она што е светска скала, ние имаме скала посебно каде што е здружена меѓу Германија, Австрија и Швајцарија. Значи ние идевме буквално по нивната скала. На некој начин малце се разликува
значи која е скалата во нивните држави, а која е скалата кај нас. И испаѓа дека по таа скала можам да речем дека слободно 80 до 90% од сирупот, значи еднаш дневно ако зима ги задоволува дневните потреби на дечињата. Благодарам. А сега би сакал следното прашање да го поставиме до Маја. За каква технологија станува збор и која е таа технологија по која што е направен сирупот доктор Лео? Агилент технологијата е посебна патентирана технологија каде што се стабилизираат сите тие витамини и минерали внатре. Стабилноста на самите витамини во течноста многу кратко трае. Заради тоа, ова е една посебна технологија, Агилент, значи, реков патентирана, каде што оваа стабилност на витамините во многу е продолжена и како така дечињата можат и подолго време да го пијат сирупчета. Значи, кажавме, од која возраст можат децата да го користат доктор Лео? Доктор Лео може да се користи веќе од наполната една годинка, заради тоа што самите витамини и минерали внатре се во еден таков облик, каде што и така мал и неразвиен организам може да ги прими и да ги искористи. Благодарам. И сега овој Шизик овде има едно прашање. Злато, кое беше твоето прашање? Здраво, јас сум Давид, сакам да прашам дали само деца треба да го пијат доктор Лео или возрастни? Убаво, дали може да го пијат господин Мирослав доктор Лео и возрастните? Да, секако дека можат, со тоа што значи дозата е поголема, а ако е за дечињата по 15 мл, тогаш е за нив по 30 или повеќе. Кажете ми, што се ќе направи доктор Лео за нас? Што се? Па на некој начин може да направи многу работи, нарочито за дечињата, зашто сепак имунитетот го зголемува. Не само имунитетот, има доста родители каде што се жалат што нивните дечиња секогаш се жалат не им јадат. Ова сирупче буквално ги заменува и тие делови што родителите плачат. Може ли да го пробаме? Страшно ли и ние вака да го пробаме? Со задоволство, тука е сирупчето, имаме и ќе ми биде мило баш да видиме како вас ќе ви се допадне, зашто јас знам дека мојот внук многу го сака. Значи, ова не е сирупче за болни деца, туку доктор Лео е сирупче за здрави деца кои понатаму сакаат да бидат здрави, така ли беше? Нормално баш така, значи буквално и секогаш се бидат здрави. Па ајде тогаш да го пробаме. Сакате? Има некој нешто против? Да? Кој сака? Еве, значи сите сакаме да го пробаме. Ајде одиме да го пробаме доктор Лео, да видиме каков вкус има. Давид, како е бе, Давид? Убав. Ти се допадна? Да. На што има вакав вкус? На сирупа? Не? Измешано лимун и банана. Ау, на лимун и банана. Е, да видиме другите што ќе кажете. Ива, го проба? Да. И каков е вкусот? Мене само на портокал. Ива само на портокал ја асоцира. Добро, одиме понатаму. Ајде да видиме што ќе каже сега оваа женска оде. Како ти се свија тебе зло? Уба. Значи страшно е? Не, убав е, би лапнала уште една лозичка. Да. Ајде сега да видиме, ќе проба, кој ќе проба да видиме. Оваа женска оде ле лапнување и како ти се допадна злото? Од банана. Од банана. Ау, каков вкус има. Чичко Мирослав му се допаѓа? Да, портокал е, значи вкусот е претежен на портокал, многу добар вкус има. Сепак, за разлика од други сирупи, не се чувствува многу железото и вкусот е добар, значи обично дечињата знаете ако е многу благ или ако е нешто удира малце на горчливо и нешто, тогаш не го сакаат. А претежно ние што сме вршиле тестирање на некој начин, буквално нема на некој дете да не му се допаднало. Така еве слушам овде некои дечки кажуваат нешто. Што кажат ти, Давица, дека сакаш уште? Еднаш. Уште еднаш. Кој друг сакаш уште еднаш? Сакам и јас да пробам барем еднаш. Јас што неам пробано ни еднаш, може ли јас да пробам сега? Ајде да пробам јас еднаш, па потоа да видиме дали смее да пробаме уште еднаш, ќе се договориме. Договорено? Ајде сега да видиме јас да пробам еднаш и да видиме, значи, каков е вкусот на доктор Лео. Кој нема пробано ни еднаш, оваа женска. Супер, еве за тебе, злато. Еве и за Сара одиме сега да проба она да видиме. Супер. И на крај пробувам јас. Договорено? Да.
Значи, сакам уште еднаш. вие ќе пробате еднаш, ја ќе пробам 2 пати, затоа што сум поголем, не, јас сум најголем, тука тие што смеат и по 3 пати да пробуваат. Договорено? Еве дупла доза за мене, драги гледачи, да видиме што чудо е доктор Лео. Супер. Ја би со цевка па од шиша цело да си го испијам. Може и така? Може. Го пробавме доктор Лео, видовме дека станува збор за вистинско чудо, значи за нешто неверојатно. Еве, толку вкусно, толку убаво и толку квалитетно, полно со витамини и минерали, колку што не може да најдеме на ниту едно друго место. Имате ли нешто за крај, господин Мирослав, што би сакале да им го прачате на оние кои што не гледаат во моментов? Едино што би препорачал на некој начин е тоа што стварно направено по многу висока технологија. Оно што е најважно, зашто ви реков, тестирањето беше 8 месеца во Австрија и слободно можам да кажам, значи балансот што е, зашто соодветно е балансот направен на витамините и минералите. Оно што е најважно, што треба да се даде на некој наше детенце. Значи буквално е тоа, нека го пробат и нека кажат. Ќе го пробаме за да бидеме здрави, за да бидеме добри, за да бидеме весели. Едноставно ќе се чуваме, ќе внимаваме што правиме, како правиме, нема да одиме разголени во периодите, значи кога е студено надвор, ќе се пазиме од оние дечиња кои што имаат грип, да не се дружиме со болни деца во затворени средини, но пред се превенцијата е значи многу битна работа, а тоа ќе ни го отмуши кој друг ако не доктор Лео. Фала ви многу, драги гледачи, што бевте во оваа емисија со нас. Се надевам дека уживавте и дека видовте работи кои што сте немале шанса до сега да ги видите во Супер Звезда. Фала Маја што ни беше гостинка денес и што ни помогна во оваа емисија да им објасниме некои работи и на самите дечиња и на самите родители кои што немале шанса да ги научат до сега. И ви благодарам уште еднаш како господин Мирослав што ни возможите да бидеме гости и да видиме значи како функционира производствениот дел на сите овие фармацевски производи во вашата фирма Геопром. И јас сакам да ви се заблагодарам што дојдовте кај нас. Знаете дека секој сте добре дојдени во нашата куќа, така да мило ние и буквално на некој начин ви кажам дека ние развеселувате нашата куќа. Благодарам да сте живи и здрави, а до сите оние кои што не гледаат, многу бакнежи од мене, бакнежи од Супер Звездите, бидете поздравени, се гледаме повторно за 7 дена од сега, следната сабота во 10 часот. Чао, пријатно и до гледање. Чао.